Глобален минимален данок на добивка закана за македонските инвестиции. Новата давачка за плаќање на 15% данок на добивка отвара дилема дали Македонија нема веќе да биде привлечна за инвеститорите, имајќи предвид дека главниот адут на земјава се ниските даноци и даночните ослободувања. Данокот е на предлог на Организацијата за економската соработка и развој, а главната цел е да се стави крај на трката меѓу државите да привлекуваат инвестиции со ниски даноци. Иако глобално данокот почна да се применува од 1 јануари 2024, а Македонија е една од 140 земји кои ја прифатила иницијативата, македонската влада досега не понудила стратегија како ќе се постапува. Тогаш на еден или друг начин ни беше кажано дека барем ќе има некаков транзицијски период каде што ние како држава веднаш тоа нема да го воведуваме. Сепак од 1 јануари оваа година овој данок е воведен на глобално ниво, така да голем број на компании, без разлика дали се тие компании кои работат вон или во технолошко-индустријските развојни зони, дали тие добиваат државна помош или не, ќе треба детално да се разгледаат сите оние ефекти како тоа ќе влијае врз локалните компании. Тука зборуваме за една бројка од над 50 на компании. Во моментов останува рамниот корпоративен данок од 10%, што значи дека компаниите ќе треба, ако остане така, најверојатно да доплаќаат во матичната држава. Според експертската јавност, Македонија е добра локација за инвеститорите заради ниските давачки и ефтината работна сила. Ако не се пронајдат мерки за даночната политика, ништо нема да ги кочи потенцијалните инвеститори да заминат во друга земја. Од друга страна се заканува и во буџетот да се прибираат помалку пари. Како индивидуални компании да размислиме како треба да се поставиме, но и да дадеме некои препораки или идеи кон државата на кој начин потенцијално тие даночни политики, но истовремено сите политики поврзани со бенефиции би требало да се адаптираат за да има една неутралност и кон компаниите, но истовремено и за државата, бидејќи даночен одлив од државата исто така не е нешто што е позитивно за никого. Инаку претходни податоци од Советот на странски инвеститори покажаа дека само 40% од постоечките повторно би реинвестирале во Македонија. И тоа е поради корупцијата, правната несигурност, недостатокот на квалификуван кадар и лошата инфраструктура.